Државата ќе враќа долгови за струја на клучни институции кои со месеци, а некои со години не ги сервисирале, најави денеска премиерот Димитар Ковачевски, отколку кај неколку десетици витални институции како болница, судови, затвори и слично се испратени опомени пред исклучување. Државата ќе мора да ги покрие тие трошоци со оглед на тоа дека се клучни институции во државата кои што мора да имаат електрична енергија, а оние кои што не постојат толку објективни фактори за неплаќање на сметките, тие ќе ги повикам на одговорност. За Ковачевски, дел од огромните долгови имаат оправдание во објективноста на актуелната ситуација, но за добар дел нема ниту оправдание, ниту простување. Тука има неколку фактори. Прво, мене ми е несфатливо како може со години да не се плати струја. Што е едно недомаќинско раскалашено однесување на дел од раководителите на тие институции. Кај дел има и објективни фактори. Например, кај здравствените институции тие беа оптоварени на вистина со многу трошоци во текот на корона кризата и тоа остави белег бидејќи останаа долгови и секако огромното покачување на цената на електричната енергија кое што не е за подценување, бидејќи се работи за сметки кои што се 10 пати поголеми од тоа што биле претходно. Во однос на ставање во функција на сите енергетски капацитети во државата, Ковачевски информираше дека почнуваат монтажните активности на блок 3 во рек Битола, затоа што дел од опремата е пристигнат. Многу наскоро се очекува да биде ставен во мрежа и ТЕЦ Неготино.